Кога во Врање ќе ги прашате врањанци, јесте ли се пописали, они ќе ви врну попишасмо се. Ете и ние у Македонију се попишасмо. Ние на Македонију се попишасмо. И ск не е у Врање време за плакање, него и у Северну време за плакање. И за кукање, и за Не за ебање. И за викање е време. Пошто не можемо више да издржимо тој Не сакам да кажам, власт не прца у здрав мозак, што би рекле Срби. А овие што преко Вучича не хранат и не појат, додека НАТО не брани од нив, и тоа за наши пари, па, мислам, како да ви кажам, да ти рече некој дека сме луди, малку е. Да ти рече дека сме ненормални, ненормални сме уште поодамна. Кога седнавме да си преговараме за име и за идентитет, мислам, од тогаш сме ненормални. Да ти рече некој дека сме давајгази, давајгази сме уште од Ептен, па поодамна, од античко време. Па преку 14.000 нели оние ослепени на Самуил, па во Турско, памтите во Турско, тоа исто давајгази имало. Кубурот сме го чувале у Турско, наполнет, спремен. Ама длабоко пикнат в чинтијанте. За не дај Боже. Па до сега кога му го дадовме газот на Зоќе, и на Али да не рендаат 5 години на суво без лубриканти, уствари се, јадам бурек, ни купи, а они лубриканти не, дека не се, не можеш да ги спориш. Така и сега се попишавме. Онака, со ешерихија коли у бешика, добро си се измолчавме на народот, на јазикот, на идентитетот. И на бројките, а бројките на пописот како што се договориле, али и Зоќе најверојатно со Амин одгоре. Супер попис. Сите попишани, само македонците измолчани. Па така и треба, да не очекувавте по 4 години тиранска платформа, антимакедонска политика, не спомнување на зборот Македонија и македонски, тотално бришење на историјата и побогарчување, да не мислевте да ви се попишат македонци, народе македонски, бе. Не за какви идеи си ти си за жалење, седиш дома, кукаш, а надвор да не му замериш на партискиот шеф додека те уништува, додека те лаже, додека те краде на очи и ти уништува и днината. Бре, македонче, и да те навредувам до 1001 пак нема да се освестиш. Ништо не делува на тебе, а посебно ништо не делува на оние малине партии на чело со Павле, кои мисле дека ќе живеат 5 животи. Па и овој ќе го преседиме во квислиншкава влада, биле тоа мажи, како не, маж си кога ќе излезеш, бре, кога ќе грмнеш од гласот, кога ќе удриш со раката на маса, кога ќе отераш све во 300 мајчини и амбасади, кој што направи Борис Трајковски на времето, па ја растуриш владата и мислам тоа. А сите ние ќе умреме еден ден, ама прашање што ќе им оставиме на нашите деца. Дали големо ништо или шанса да бидат попишани како македонци? Добро. Намочени од меѓународната и нашите комшии кои нонстоп само си копаат позади нас, да не бутнат еден ден онака случајно. Уште малку и сите ќе дигнеме раце. Кој ќе даде гол во 92 минута ќе се помни со векови, ќе се помни дека имало избори и квислинците платиле за своите злодела. Ни треба Трајковски од коалицијата, кој ќе им ги озбрца на сите и ќе ги растури. Чудна коинциденција. Хероите да се презивале Трајковски. Трајан, не си ти ни далеку со презимето. Прашање дали си херој или она другото. А досега си беше она другото. На буквата. П. Ама вие заборавате дека ние сме мнозинството. Не вие, кои што како малцинство решивте да го промените името на државата, нели, и да клекнете пред нашите соседни држави за да им правите Хонолулу. Тоа што вие го направивте на Македонија е непростливо. И вашите финти, ајде, нема врска човече, па дај да гледаме во иднината, да не се вртиме назад. Па што е важно што бараат овие бугариве, да си ја дадеме историјата, да кажеме дека Гоце Делчев е бугарин, дека, нели, Илинденското востание е бугарин. Што има везе, бе, човече, дај, бе, човече, Европа иде напред, бе, 21 век, бе, уште ли ке се враќаме у 19 и 18 век, бе. Многу е глупо, бе, дај напред да гледаме. Овие финти, овие мантри, не ви проаѓаат одамна, прочитани сте, како селски буквар. И никогаш повеќе нема да биде исто. И нема да има мир овде.
А за тоа што нема да има мир, вие сте криви и никој друг. Никој друг. Вие фактички со овие договори што ги потпишавте со Грција и Бугарија, направивте мирот во наредните 20 години во Македонија да виси на Дамоклов меч, на влакно да виси. А Македонија порано беше една поезија, едно семејство со име и презиме. Да, со несогласување имаше, тоа е точно, имаше и караници, имаше. Имаше и терање во 300 мајки шајки, да, тоа го имаше, нели? Тоа беа тешки времиња, но истовремено беа и убави. Знаеш, струеше во воздухот една романтика, љубов. Се пеа песни, имаше музика, имаше големи спортски успеси. Се кренавме како птицата Феникс од пепелот. 2/3 од светот ќе препознава Македонија како едно мало семејство, оригинално само по себе, со сите разлики културни, социолошки, етнички внатре во неа. И што се случи? Што се случи? Слаки, мирна, нанкај, да заврши, мама ќе ти дам зелена тревичка да се напасеш, зопца да се најдеш, водичка да се најдеш, само да завршам сега. И што се случи? Еве, што се случи? Вие го продадовте името на државата. Ги издадовте, ги предадовте идеалите на нашите прадедовци, аманетите што ни ги оставиле. Плукнавте на борбата и на крвта на сите револуционери што ја дале за Македонија, почнувајќи од Илинденското востание, преку Првата и Балканските војни, Првата светска војна, Втората светска војна, па се до 91 кога се формираше она Република Македонија на која што после вие го избришавте името најбезобразно. Вие ја предадовте Асномска Македонија и затоа ќе си одговарате еден ден. Ќе си лежите. И сето тоа го продадовте, замислете. Не го продадовте ни на русите, ни на американците, туку го продадовте на комшиите, на најподмолен начин. Додека сите ви верувавме, вие не излажавте најперверзно. Лажевте дека нема да го промените името, дека ќе држите до црвените линии на македонскиот идентитет и македонските интереси. Направивте семејно насилство врз сопствените членови на фамилијата Македонија. Да, вие северџаните го злоупотребивте своето семејство од позиција на лажна моќ со помош на надворешни непријатели. Го сврнавивте, го украдовте, го продадовте и притоа затворивте еден куп недолжни луѓе да лежат по затвори во ваше име. Вашите злоупотреби и предавства му ги припишавте на друг и мислите дека тоа така ќе помине. Па немојте да барате да се однесуваме нормално после сето ненормално што го доживеавме од вас. Да барате да се правиме како ништо не било. Укинувањето на македонизмот да го прикажувате како некаков напад на некакви демократски вредности. Па не постои такво нешто. Постоите само вие кои дигнавте рака на сопствените најмили и ги уништивте и ги ограбивте. И тие нема никогаш тоа да ви го простат. Колку и да вие и вашите ментори се обидувате да релативизирате, нема помирување. Жртвата нема да се помири со насилникот, нема ни да му прости никогаш. А вие и понатака кажувајте ги вашите прекрасни мантри. Човече, не е битно, дај да не гледаме во минатото во 19 век ли ке се враќаме се у 21 век, дај да гледаме напред, човече, да одиме со светот, со ЕУ, со НАТО. Што има, многу е селјачки кога гледаш назад и се расправаш за некоја историја, за Гоце, за Даме, за Јане, за Илинденското востание, за партизаните, па Тито Коминтерната, па јазикот дали е наш, дали не. И сам, дај човече, дај напред да гледаме. Само вие продолжете да си мантрате. Само да знаете, никој више не ви верува. Вие во приказнава не сте добрите момци. Вие сте тие поврзани со тендери, рекети,
кршење на устав, деловник, референдум, купување пратеници, незаконско прислушкување, емитување на приватни разговори. Вие сте мекиците од Рашко, Луивитонот на Боки, законот на Кацарска, газењето на Кичевскиот, бројчаникот на Али, торбите на Ден Дончев, загадувањето на Кочо, трас, трас, бум, бум, трес, трес, судството, мухијаджијата, дуи све моќната со калето, за демонтажата на демократската унитарна држава, тоа сте вие. Крај, the end, конец, ну заец, ну пагаджи! Сами си биравте, затоа не цвикајте, не величи на парите што ги украдовте. Толку имам да кажам.